Македонската армија останува сигурен и кредибилен дел од НАТО. Државата е цврст и ценет сојузник кој значајно придонесува за колективната безбедност. Е пораката од командантот на сојузничките сили на НАТО за Европа, генералот Алексус Гринкевиќ. 180 македонски војници се рамо до рамо со колеги од Бугарија, Летонија и Романија долж источното крило на алијансата и имаат клучна улога во обезбедувањето и одбраната. Гринкевиќ смета дека буџетот кој се издвојува за одбраната или околу 4% од бруто домашниот производ е значаен придонес во насока на заедничката цел на алијансата за достигнување на 5% до 2035 година. I also had the opportunity to watch an extremely skillful demonstration just a few minutes ago, and the capabilities and dedication that you just put on display to all of the troops that are here was simply magnificent. Thanks for all you do, defending your country and defending the alliance every single day. Македонската армија има важна улога како клучен фактор во регионот и на транспортните коридори, порача началникот на Генералштабот Сашко Лавчиски. Процесот на модернизација на армијата ќе продолжи, а од новата опрема се планираат оклопни возила, артилериски системи, противвоздушни системи, а се очекуваат и италијанските хеликоптери. Македонската армија денес е модерна, добро опремена и високо обучена. Ова не е само наше видување, туку тоа представува објективна и потврдна оцена, добиена преку серија на ригорозни проверки на персоналот, опремата и процедурите. Аргумент за ова е НАТО оценувањето на лесната пешадиска баталјонска група во рамки на вежбата Блесок 26, како и НАТО оценувањето на борбените елементи за специјални операции. Македонската армија придонесува и во мисиите КФОР во Косово и Алтеа во Босна и Херцеговина. Затоа генералот на Алијансата за Европа се заблагодари и ја истакна улогата на Македонија во зачувувањето на стабилноста на Западниот Балкан. Според најавите на престојниот самит на НАТО во Анкара, сојузниците ќе демонстрираат напредок во зголемувањето на одбранбените вложувања и поддршката за Украина со цел јакнење на алијансата.